Почнаа со бизнис приказна од жени вклучени во бизнис за денеска да го продолжат поинаквото одбележување на 8 март со жената во политиката. Одговорите на прашањата зошто во политика, кога и како ги даваа представнички на 3 политички партии од земјава. Денес, мислам, она што 30% е позитивната квота во политиката го имаме, но жените не сме се уште задоволни, бидејќи не нема во разни управни одбори, не нема на директорски места, не нема во министерски места, не нема како председатели на држава, председателки на држава, како премиерки на држава, се додека тоа го нема, ние ќе имаме обврска плюс да работиме на случајот. Оваа година се навршува и 10 години од донесувањето на законот за еднакви можности. Ако мене лично ме прашуват, тоа беше предизвик со кој што сакав и сметав дека можам да придонесам за подобро општество, подобро живење и посебно за локалната самоуправа, подобро за општина Битола. Сите се сложуваат дека политиката представува предизвик за нив. За да донесете промени во животот, од аспект да ги подобрите нештата, најдобриот начин е да бидете активен. Токму заради тоа чинам дека жените мора да бидат активни во политиката, да влијаат во носењето на политиките и на тој начин да даваат свој допринос во подобрувањето на условите во кои што живеат граѓаните, вклучително и самите тие. Да бидеме реални, за разлика од мажите, на себе носи многу поголемо бреме, а тоа е пред се семејството, потоа професионалното усовршување и политиката. Па, кога може една жена со сите тие 3 работи да излези на крај, сметам дека е најдобар представник на политиката. Одбележувањето на Меѓународниот ден на жената, Организацијата на жени од Битола утре го продолжува со конкурсот Женско писмо и ќе ги додели наградите за најдобрите.